Живееме во најдраматичните моменти од осамостојувањето на Македонија. Сите треба да бидеме подготвени за долгорочен отпор против тиранската платформа, а решението треба да го најдеме само преку демократски диалог во парламентот. Ово го изјави председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски одговарајќи на новинарско прашање за можните опции за излез од политичката криза. Народот сваќа дека ВМРО ДПМН во овој момент не може сама да се бори за задржување на државата, за борба за националните интереси, затоа што има само 51 пратени, ги нема потребните над 61 пратеници за да може тоа да го заврши во парламентот и да не дозволи никому да ја загрози државата, незиното уредување, незиното име, кое што се сака да се смени, но тоа да биде по терк на некој друг, а не онака како што граѓаните би сакале да остане или пак на некој начин да се најде решение кое што тие би можеле да го прифатат. Груевски состав дека граѓаните нема да дозволат спроведување на тиранската платформа, бидејќи според него СДСМ инсистира на нејзино имплементирање само со цел Зоран Заев да не одговара за криминалот кој го имал сторено. Ние знаеме дека во нивната одлука за продавање на државните и националните интереси голема улога имаат нивните криминали во минатото кои што сака да ги покријат и да ги запрати страгите за понатаму. И народот го знае тоа. И токму затоа народот е секојдневно на улица бидејќи чувствува дека некој заради лични интереси, заради лични криминали во минатото и заради власт сака да се прокоцка со државните и со националните интереси. И затоа им порачувам од тука дека ВМРО ДПМН ќе застани цврсто како што и досега застанува во одбрана на државните и на националните интереси. Првиот човек на ВМРО ДПМН кажа дека имаат како партија сознание дека во деновите кои предстојат ќе има обид да се заобиколат процедурите да се избере председател на собранието. Вели ова сценарио ќе почне да се спроведува во текот на наредната недела или по великденските празници. Ова битка нема да заврши за неколку дена. Затоа народот треба да биде подготвен за подолгорочен отпор наспроти тоа што некој му го скроил, наспроти тоа што Заев и неговата банда кои што по секоја цена сака да дојдат на власт, дури и по цена на насуство во парламентот. Груевски смета дека живееме во време во кое што се прават максимални обиди за мнозинството од македонци да заменат во опозиција, за да може да се реализира сценарио кој директно ќе се рефлектира врз македонската нација, македонскиот народ и држава. Живееме во прилично тешки времења, драматични времења по унитарноста, по државноста, по националните интереси. И добро е што граѓаните се веќе сензибилизирани до степен што им станува јасно, дури на оние што гласаа за СДСМ, им станува јасно дека во некои разговори некој продал некои работи. И дека и тие што го поддржале, и тие што гласале за него, сега е моментот да застанат да се спротивстават на тоа. И тоа го прават. Гледам низ улиците, не се само гласачи на ВМРО ДПМН, туку се многу гласачи и на СДСМ, и на други партии, и луѓе кои што не гласале. По изборите многу граѓани конечно разбраа што и се подготвува на државата и не случајно се организираат, додава Груевски. Вели дека како и досега неговата партија ќе застанела во одбрана на суверенитетот на државата.